Вие денеска ще и терат некои умрели, како били како воа, а него ли денеска ще умрат. И си коси купим по дворот, дур така и спукава пушките. И толкова беше. И закупаме ни чел, ни чар, так, голи на мајци, боси. Си останаме бедни. Заплакало селото ваташа. Ми заплакало селото ваташа. 13 роса mladinci nosat, mokliško gore v dolovi. 13 rosa mladinci nosat, mokliško gore v dolovi. Втиквешко негде, в некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело и кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми сама остана в село. Целото село станало на нога. Целото село станало на нога. Дайте ги ваму нашите деца, ей вие клети крвници. Дайте ги ваму нашите деца, ей вие клети крвници. О, детски очи, криевте в себе небесно катче. Румено крвје течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја, город цветник на разлиста пролет. Кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. Джелати клети не слушат народот. Джелати клети не слушат народот. Митралез поган фрлија
Мајската роза и цветот модер в миризма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквеш ко негде, в некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Ова беше хорот од основното училиште Тоде Хаджитепов под менторство на Петар Арсовски. Почитувани присутни, дами и господа, почитуван градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев, пратеници, советници, членови на семејствата на загинатите 12 младенци, представници на армијата на Република Македонија и представници на ОМО Илинден. Добар ден! 16 јуни е датумот кој ќе остане за секогаш врежан во нашите срца. Датумот на кој беа стрелани момчињата, 12 баташки деца, од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Денес, кога се навршуваат 81 година од овој злочин, повторно на пригоден начин ќе оддадеме почит во нивна чест. Во чест на оние кои се бореа за нашата слобода, за да бидеме она што сме денес, за да ги имаме можностите кои ги живееме денес.
Никогаш нема да ги заборавиме и секогаш ќе се сеќаваме на тоа како вистински се сака својата татковина. А сега ве замолувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на ваташките деца. Слава им! А сега ви најавувам историски час од кустос, историчар Марија Михова. Повелете. Настани кои никогаш не можат да бидат избришани од меморијата на народот од овој крај е и масакрот на 12 ваташки младинци. Во втората половина на 1941 година, по иницијатива на Боро Ангеловски Ваташки, е организирана првата група младинци од Ваташа, со што е направен обид за формирање на младинска задруга. Во куќата на Димече Коров се формирани две скоевски групи во кои членуваат Димече Коров, Блаже Ицев, Илчо Димов, Герасим Матаков, Мара Хаджи Јорданова и Мара Коцева. Во втората група Пане Чунов, Пане Мешков, Ристо Јондев, Ванчо Бурев, Перо Видев, Ката Видева, Станка Коцева и Тријана Андова. Активноста на ваташките младинци е тесно поврзана со делувањето на нивните другарки. Кон крајот на 1942 година беше разбиен велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Младинците биле задужени за нивно сместување, префрлање од една во друга илегална куќа, исхрана и безбедност. На 9 мај 1943 година излегоа првите партизани од ова село. Ристо Джунов, Боро Ангеловски Ваташки и Наќо Ангелов. Габерот веќе одамна беше легализиран и излезен. Формирањето и првите борбени акции на партизанските одреди Добри Даскалов и Сава Михајлов го збуниле и изненадиле окупаторот. Од штабот на бугарската армија во Скопје дошла наредба за организирање голема офанзива, позната во историјата како Јунска офанзива, која започнува на 7 и трае до 16 јуни 1943 година, чија основна цел е уништување на партизанското движење во овој дел на Македонија. Поголем дел на бугарските војни и полициски сили, одредени за учество во офанзивата, пристигнале во Кавадарци на 6 јуни. Во оваа офанзива учествуваат еден полк од Велес, Битолскиот полк, 2 чети од Прилеп, граничните подучастници од Коимско и Мрежичко, пограничните сили од Тиквешко и Гевгелиско, како и специјалниот одред од Скопје. Сите тие биле ставени под команда на полковникот Љубен Апостолов, командант на 56-тиот бугарски полк со седиште во Велес. Полицајците од одредот Бенковски, под команда на злогласниот Камбуров, биле со посебно задолжение Ваташа. На 15 јуни во центарот на Кавадарци свирала војна музика од Велес, а било наредено да се исчистат улиците, куќите и дворовите во градот. Низ градот се пренел глас утре 16 јуни во Кавадарци, Неготино и Ваташа ќе има парада. И со тоа ќе се прослави роденденот на нивниот престолонаследник Симеон Трновски. Местните партиски раководства не верувале дека ќе има парада. Намерите на непријателот им биле јасни. Тој е дојден да ги уништи партизаните и да ги фати активистите. Во раните утрински часови на 16 јуни 1943 година, среда, селото Ваташа било обколено од голем број војни сили, а вооружените војници ги повикале жителите да го донесат и предадат целокупниот воен материјал кој луѓето го прибрале по капитулацијата на старата југословенска војска. Одзивот бил поразувачки. Околу 9 часот во Ваташа пристигнал полковникот Љубен Апостолов. Врз основа на пронајдени фотографии од последната првомајска прослава бил направен список за апсење. Најнапред се уапсени братучетките Павлина Касапинова и Стева Ампова, потоа Катерина и брати Блаже Ицев, Пане Джунов, Ристо Ѓондев, Герасим Матаков, Пане Мешков и Невена Хаджи Јорданова. Во меѓувреме двајца бугарски полицајци на моторцикл, покриен со церада од Кавадарци, го донеле Димече Коров, целиот искинат и со раскрвавено лице и рани по телото. За кратко време, тројцата агенти, Костов, Опреков и Жуглов, со примена на најгруби мерки и под сила на оружјето, во селската мејана на Васил Хаджи Јорданов, ги тепале и испрашувале младинците. Овде биле донесени Ферчо Поп Ѓорѓиев, Ванчо Гурев, Перо Видев, Данко Давков, Илчо Димов, а со нив бил и Васил Хаджи Јорданов. Започнало крвничко исследување, пропратено со силни удари,
а потоа се терани да признаат дека биле заедно со партизаните на 1 мај во местноста Моклиште и дека биле нивни помошници. По еден час дошол еден од моторџиите со наредба од полковникот Апостолов уапсените младинци да бидат стрелани. Околу 13 часот младинците под силна вооружена придружба тргнале по патот од кој нема враќање. Пристигнале во местноста Дулово Долче. Блокадата од селото веќе била повлечена, а стрелачкиот вод запрел кај лаките во близина на реката Лудамара. Поручникот Костов се обидел кон младинците да ги припои и девојките, но на тоа се спротивставил заменик полицискиот началник Петко Опреков, укажувајќи му дека тоа го немало во наредбата. Највозрастниот од младинците, Васил Хаджи Јорданов, насетувајќи дека нешто страшно се случува, со брзи чекори се упатил кон реката и се обидел да се пробие кон капините. По него тргнале Диме Чекоров и Герасим Матаков. Костов веднаш им наредил на војниците да стрелат, пошто настанала страшна пукотница. Васил успел да побегне само 100 метри, пошто бил погоден во грбот и се обидел да се засолни во едни грмушки. По кратко време бил откриен, пошто разулавените војници целото тело му го масакрирале. Ништо подобро не поминал ни Диме Чекоров, кој успел најдалеку да побегне, не успел да се спаси ниту Герасим Матаков. Еден од стреланите младинци пред да умре успел да изусти: "Стрелајте кучиња, но нашата идеја нема да умре." Овој грозен настан е забележан во билтенот на главниот штаб на НОФ и ПОМ од септември 43 година, каде меѓу другото пишува: "Тие се изрешетани со куршуми од митралези, а потоа исечени и избодени. На некој му се вадени очите и сечени рацете." Во селото се прочула веста за трагедијата и целото Ваташа веќе било на нозе и се упатило кон местото каде што се случил злосторот. Откако му реферирале за успешно извршената задача, полковникот Апостолов искажал големо задоволство и рекол: "Тоа е тоа, страшни момчиња има." Ниту еден злочин во историјата не останал неказнат. Заслужена казна ги стигнала сите актери во овој масакар, кој остана забележен како еден од најголемите злосторства што ги извршија фашистите во текот на Втората светска војна во Македонија. Злосторниците од полицискиот одред Бенковски, кој го изврши овој крвав чин во битката кај селото Страмашево, ја добија казната. Овој полициски одред беше целосно разбиен од еден батальон на Втората македонска бригада, при што беа убиени повеќе од 40 бугарски војници. Поручникот Костов, помошникот на полицискиот началник Петко Опреков беа ликвидирани веднаш по капитулацијата на Бугарија. Нивниот наредбодавец, полковникот Љубен Апостолов, на 3 ноември 1944 година го открија македонските мигранти во Софија. Уапсен е, осуден на смрт во Кавадарци во јануари 1945 година. Областниот полициски инспектор Димитар Раев и агентот Борис Жуглов беа осудени на смрт во Скопје, каде беа истрелани. Денес, после 81 година, по овој крвав злочин, доволно е да се спомне зборот Ваташа и во мислите да се вратат спомените и кажувањата за стрелањето, кое не може и не смее да се заборави. Вечна слава! А сега го поканувам да ви се обрати градоначалникот на општина Кавадарци, Митко Јанчев. Почитувани присутни, од 15 до 28 години имаат 12 млади ваташани кои на 16 јуни во далечната 1943 година на исклучително, безчувствителен и зверски начин ги изгубија своите животи од бугарскиот фашистички окупатор. Токму на ова место, каде што се наоѓаме денеска, сведочи за тоа масакар. Ако се навратиме 7 години назад, сигурно сите ќе се сеќавате во каква состојба ова место беше овој локалитет. Го реконструиравме споменикот, хотикултура го уредивме, целиот простор, го опремивме со урбана опрема. Денес ова е едно од омилените излетнички места на младите и на децата. Изградивме 12 бисти за 12 младинци и отворивме спомен собата во нивна чест. Се тоа е најмалку важно. Се тоа што го направивме е за нивната дадена жртва, за нашите ваташани и кавадарчани и за нашите млади да може да се сеќаваат на нашето минато и никаш да не го заборавиме, меѓутоа да знаеме да простуваме и да ја градиме иднината. Смртта стана немојшна пред нашата младост исправена. Пред очите наши загледани уште тоа утро во иднината.
Овие зборови се испишени на овој споменик да сведочат на овој крвав злочин. Никаш да не ги заборавиме страдањата на 12 младенци, никаш да не ги заборавиме дека тие својот живот го дадоа за ние да сме денес овде и да живееме слободно. За слободата на Република Македонија, за слободата на македонскиот народ. Дека им вечна славата, општина Кавадарци ќе продолжи да ги почитува сите херои, сите споменици и сите оние кои што го даде животот за општина Кавадарци и за Република Македонија. Благодарам. Беше тоа во една земја селанска, на Балканот суров и тврд. Ученици една чета цела, во ист ден најдоа маченичка смрт. На ова место оловен врнеше дожд, а кундаци небото го кршеа. В Тиквешко село Ваташа црна се чума задава. Не била чума болеста, тук била војска фашистка. Селската младеж собрала, горе вдолу изстрелала. Селото в писок покрила, мајките в црно завила. В Тиквешко негде, в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Јас сум Димече Коров од Ваташа. Горд сум што загинав за слободата на мојот народ. Пред пушките стојам. Сонце, пргу за целениот рид стани. За последен пат, со светлината да ме храниш. Се викам Васо Хаджи Орданов. Мојата смрт нека биде влог во еднината. Ако паднам во мракот, на живите поздрав носи. Пренеси ја од гробот до срцата. Поздрави ја низ темнината. Песната што не умира. Слобода, слобода. Моето име е Ферчо Попџерџиев. Мојот мрак нека стане светлина за оние кои остануваат. О, детски очи, криевте во себе небеско катче. Румено крвје течеше в живи, радост, без почин. Јас сум Илија Димов. Мојата младост згасна за повторно да оживее во слободна Македонија. 12 ко бисерни зрна наредени во момински гердан. 12 ко јаганци бели. 12 изврзани ко вкрваво оро. Ги тера во мртвата гора. Ме убија, мене, Ванчо Гуров, затоа што ја љубев татковината, оваа нашава, напатенава. 12 пупки пролетни, 12 китки јалови, во топли крви пливаат и раце нозе протегаат. Се дават с дивој последни и тиран деца умори, послана пупки попари. Ме нарекуваат херој, Данко Давков, јунак над јунаците. Не, јас сум обичен човек што го положи животот како камен во темелите на еднината. 12 деца накренале гради, позинати пушки презир садат.
заиграа прсти по орози прашни. Попаѓаа во огин, тополите горди. Во нивните стебла се закопа челик. Од карпите потече крв. Јас сум Герасим Матаков. Се откажав од се, за вие да имате се. Бевте како мене, како сите ние, затрчани. Кон овие жита левородни наши, кон овие лозја наши, кон ова сонце и кон оваа виделина. Умрев, јас, Пане Мешков, за сите ученици, радосно да го слушаат звонот на школското звонче. Оваа смрт е голема и одвај сум за неа вреден. Ке умрам со цвеќе во очите. Гледајте очи, крајот ке го дочекам буден. Беззаконно јас, Пане Джунов, мојата крв храна да биде за црвени рози, а мојот спомен храна да биде за големи дела. Започна Тивко песната за плачот на селото. По 12 капки роса, за тагата она наша обична селска. Јас сум Ристо Ѓондев и не се каам за мојата загуба. Подготвен сум уште еднаш да загинам за големото дело. Поцврсти од камен, ниту збор на признавање и предавство не изустија. Се чу и последниот пукот. Јас сум Блаже Ицев од Ваташа и се надевам дека причината за која загинавме ќе ја оправда нашата жртва. Жален ми писок пронесе селото. По тие ранни полиња родни, ридишта голи тиквешки. Нека чујат сите, јас, Перо Видов, сум само спомен на јуначко дело, на херојска жртва, но сум жив затоа што и вие сте живи. Рафал и смрт, а потоа си црв. Тоа е толку логично и грубо. Но во луњата ќе сме пак со тебе, мој народе. Нас веќе не нема, но сме живееле и ќе бидеме живи. Ти, добар наш дедо, раскажувај им на внуците за годините страдања што биле, за сонцето тука што не греело, за една младост што не била, за да знаат и паметот. Сега следува рецитал на песната Македонска судба клета во изведба на Мелани Јованова од имката Ангелов Гаверот од Ваташа, под менторство на наставник Моника Василевска. Повели. Македонска судба клета. Македонската судба клета, што остана со векови света. Со душмани правда ке нема, чим земја се граба и зема. Се собраа ваташките деца, да ослободат земја своја, да се борат јуначки и смело за мирот и слободата твоја. Штом бајракот високо се крена во јуначкото наше село, враќање назад нема, борба ќе водиме смело. И писна предавнички глас, да подкаже јунаци вредни, и за нив веќе немаше спас.
ги стрела крвниците бедни, но остана душата нивна, да светли ко сонце силно, низ целото време што мина, бранејки ја земјата милно. Уживајте во песната на која никој не останал равнодушен. Ми заплакало селото Ваташа, изведена од страна на дувачкиот оркестар од основното општинско балетско и музичко училиште Лазо Мице Фрале и најмоќниот мецо-сопран во Македонија, солистката Александра Коцевска. Повелете. Почитуван градоначалник на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев. Почитуван председател на Советот на општина Кавадарци, господин Стојан Черамов. Почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, господин Зоранчо Јованчев. Почитувани Ваташан и останати присутни. Ми представува огромна чест и задоволство што сум поканета од ваша страна заеднички да ја одбележиме годишнината од стрелањето на 12 ваташани младинци. Исто така, огромна чест и задоволство ми е поддршката од моите колеги од основното музичко образование Лазо Мице Фрале Кавадарци и од моите почитувани колеги Горан Тодоров и Звонко Богев, кои што се заслужни за денешнава песна во ваков начин на изведба. А јас, како горда македонка, возбудета да биде човек на ваков настан е од големо значење. Зошто? Затоа што знам дека имам мој народ, моја татковина. Да живее револуционерна Ваташа, да живее Кавадарци, да живее Македонија!
Tikveško negde, v nekoje selo, kaj v slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna koga naridot, esen ta stapna v krvi se izmi jutro to belo i koga v zraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, majka mi sama ostana v selo.